Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Боцевски, добро утро. Добро утро. Денеска му изрекувам една дисциплинска мерка на Горан Момировски, зашто се држал буден до 3 часот наутро. Ке видиме како ќе компензираме таа мерка, заради тоа доцниме, зашто најдлабоко им се извинувам на слушателите. Немој бе на Горан човекот... Не. Не може вака он да не почитува работни обврски на уредници. Вонредна вест од ова утро, ноќеска со палење на гуми во Слупчане се бранат од Евана. Евана сакале да влегуваат, да ги исклучуваат тие што краделе струја и тие што биле неплаќачи. Па ги слише цело село, кој што разбрав. Да, и вчера патот го запалиле. Аха. Биле блокирани од страна на жителите кои запалиле гуми на патот кон нивните домови. Кумановското село важи за место каде што најмалку се плаќаат сметките за електрична енергија. Сега ќе плаќа, сега мора да види. Па некоја не се плаќаат, цената се тарифира во она што се вика загуби, на крај ние си ја плаќаме. Значи Евана пак си ги зима парите, проблемот е што на слупчанчани, не знам така. Па сега треба да. Слупчанци, на слупчанци не им плаќаме струја. Добро утро за Сафет Бишевец, поранешен новинар, па во политика, па да. Полека... И тука некаде. И тука некаде. Сафет во љубош блокирате вака вие кога или вие плаќате струјата му? Се плаќа струјата. А се плаќа струјата. Во Батинци нема проблем со таа работа. Има со вода, да. Со вода е проблем. Ама и тоа го плаќаат. Па наоѓаат начинови е да го наплатат. Да го наплатат. Иако нема вода. Значи кога нема вода се плаќа и во Батинци да... За среќа вода има, но плаќањето не е баш науспешно од милион причини. Една е и неснаоѓањето на тоа јавно предпријатие да го наплати тоа што треба да го наплати. Види, ово можам само да ставам во рубриката на комични вести, нели владење на права, нешто зајавки внесуваше тие работи, дека едно општество за сите, веројатно подразбира дека ја и ти плаќаме за... Па не, види, Евана се покажува, иако е приватна компанија, се покажува многу поуспешно од УЈЕП, да речеме, кој се уште нема влезено во Арачиново, Евана Арачиново го стави под контрола, да речеме. Сега да бидеме вака... Јас додека не видам реален доказ, не верувам, знаеш, па гледам уште блешти како Лас Вегас. Додека блешти така, не знам тоа. Се плаќа струја во Арачиново. Ја мислам дека јас им плаќам струја на Арачиновци и ќерка ми која бараџе парлак, и кажам, види, извини, знаеш, Арачиновци мора да... Тоа само покажува каде живееме и како живееме. Не. Дали овој... Еве, гледам еден мелтдаун му се случува на Дуи. Дуи во последните 2 недели има повеќе скандали од што Британија има 10 години. Да. Значи, вака кој ќе ги собереш од една нормална западна држава, например, ќе земеме Германија волку скандали има во 5 години, колку што Дуи има во 1-2 недели. Дали мислите дека ова обсесија со Дуи што има македонската јавност е плод на шовинизам, е плод на омраза, нели, на македонците, на останатите етнички групи против албанците, па сега поради тоа го напаѓаме Дуи, или е последниот крик, некаков крик на ова што ни се случува? Па не мислам дека станува збор пред за етничка омраза, бидејќи јас навистина не мислам дека Дуи е партијата што ги представува сите албанци и ми пречи изjednačувањето на Дуи со албанците. Тоа апсолутно не е... Нема меѓу тие две работи знак на еднаквост, бидејќи Дуи може да ги представува своите членови и симпатизери, а во секој случај тоа не се сите албанци, иако може да се каже дека мнозинството нивни гласачи се албанци, но пред некое време тие се фалеа со гласовите на етничките македонци и на другите етнички заедници, да ве потсетам на последните парламентарни избори. Таму некаде Штип, Источна Македонија има сериозен број на гласови. Целосно согласувам со тебе, Сафет, меѓутоа
на дуи ја цеди оваа политичка стратегија со години. Дека тие се жртвата и дека тие се борат нели за големите. И дека секој напад на дуи е напад на албанците. И сега сакам тебе да те прашам еве искрено, не знам, сме ги виделе Мандела, сме ги виделе големи борци за човекови права и слободи едно друго. Ниту еден од нив немаше внук кој што ископува варовник за државна компанија. Како тоа едно со друго иде носи ми е, знаеш. Не биле предприемачи. Не биле предприемачи. Сакаш да кажеш дека овие се подобри од или Не, прво тие човекови права и копање варовник некако не ми иде бе едно со друго, знаеш. едно од човековите права е да работи. Абе сора, кој што учел? Кој што учел? Па да не ли имаше битка во Слупчане, зашо се бореа во Слупчане, да може внукот на Ахмети Варовник да копа за Елем, така? Па веројатно за тоа се Не верувам дека. А што не копаа Варовник албанци за Елем предходно? Имаше скоро Ахмети посета на тие гробиштата на Учека, каде што се закопани тие борци, еден од татковците на загинатите не му дозволи цвеќе да остави на гробот на неговиот син. Да, имаше таква една случка, но после тоа мислам дека се извини таткото на тоа, веројатно имало пријателско убедување, но да ги сведеме работите на суштина. Мислам дека одамна прашањето на правата на албанците во оваа држава е расчистено и дека дури и Дуи, да ве посетам, пред известно време промовираше некаква зелена агенда, признавајќи посредно дека проблемот на правата на албанците во Македонија е завршен. Комплетирана и тука нема... Па како зелена агенда стигнавме пак во... Па затоа велам, во битката не си бира оружјето. Ако веќе се степате со некого, не си бира оружјето. Тоа е опробан рецепт на Дуи во минатото и нешто што дава резултати, очигледно тие не мислат да го менуваат. Мислам дека Дуи има еден сериозен проблем внатре, мислејќи дека со истата тактика може да го добијат истиот резултат. Тоа веќе не важи и мислам дека и ако почне некаков тренд кој јас го гледам во зародиш, на некаква не етничка омраза, но некакви резерви кон тоа прашање е резултат на едно како би рекол, демонстрирање на моки во последна година-две од страна на Дуи како партија и особено на функционери на Дуи како директни носители на извршната власт, со тоа и моки, која ствара отпор и револт, се разбира најмногу кај македонската етничка заедница, бидејќи тоа многу често е проследено со демонстрирање на сурова моки. Ние сме тие, ние сме оние кои одлучуваат, ништо не ми можете, комплетно сме и заштитени, и обезбедени, и затоа ќе морате да не трпите. Според тебе, често си го следил ова, значи, ваква серија на коруптивни афери мириса на избори, мислам. Порано... Мириса на избори во нормални држави. Во нормални држави ние до сега 6 пати ќе имавме избори. Моментов кога, да речеме, Ковачевски и таа булумента околу него, и во СДСМ и во Дуи, кои освен што демонстрира една би рекол безобразна сервилност кон она што ние го нарекуваме меѓународна заедница, дури по цена на газење на собственото национално достоинство, демонстрира и елементарни незнаења, какви што не се видени во овој дел на регионот. Немате пример на толку неучена, необразована, неподготвена власт, како што е актуелната власт во Република Македонија. Еве, имаме од однос на градењето на оваа власт, имаме од Охрид
нешто интересно. Од Ајде, еден чуеме. слушател ни прокоментирал, вели, отворен е влезот, вика, во градов, за овие 30 дена, додека беше затворен, пазете, на сред сезона не можете да одите во Охрид, имаат асфалтирано 1,5 километар. Значи, и тоа вика само основа прв слој пред влезот. И само една лента. Другата е како што си беше, вели нашиот слушател. Кај што имаше дупки, фрлиле тро асфалт на Охридски, не пишува, нели, нашиот слушател. Ветија дека ќе ја завршиле таа делница пред сезоната, а целата делница е 14 километри, нели? И дека градот се затвора затоа што се затвора тоа за 45 дена. За 70 дена од 70% од бараните 40 дена завршиле помалку од 5% од работата. Овие доправа века ќе ве убедуваат дека граделе. Ајде прво да констатираме едно. Многу често во тие предизборни кампањи барањата се на пример. Ајде. Ние баравме од Еди кој си? XX кандидатот да не го асфалтира патот. Кој е масовно на цело село. Како да ви објаснам? Држава во која барање да асфалтирате улица и што ја знам таму кој се сведува на 3 грама асфалт, во суштина Ама замислете, не е држава. туристички бисер на Македонија на сред лето, значи мислите дека е... Знаете што? Па овде автопатот кај Петровец 5 години се гради, тие 4,5 километри. Реконструкција на автопат. Патот Кишево Охрид. Аука Кетланово наму па. Тоа мислиш. Там 5 години се. Не, од кој дојде Заев, тоа. Мислам како да ви објаснам. Значи од кој го отвори патот што го направи. Стално има по едно багерче шиковка нешто. Значи не да стајно без. Ама ќе биде па и вие зар мора од нас, ја полека. Значи Сафет ни тргна весело во емисија, па сакам да те прашам која веќе оцени, знаеш, даде една вредносна оценка за квалитетите на раководството на СДСМ. Дали го проследи овој серијал во неколку продолжени интервју на генералниот секретар на СДСМ за Фокус? Ја последен пат, усвари, не сум бил, не се сеќам, меѓутоа од она што гледам из архивите, вака во 6 дена интервјуа, па сецкано, па едно, па друго, од Едвард Карделј навака не памтам. Ивица се обседна со... И јас да ти кажам, забележав дека Бардарски му е така обсесија. 6 дена поред. Ти дали забележи тоа? Се некои државнички мисли, мудри мисли. Не, ке се зезем. Што извлече вака како заклучок од тоа интервју? Само потврда дека СДСМ се наоѓа во таква состојба што веројатно после следниве парламентарни избори таа партија, ако не веднаш, тогаш е на сигурен пат во заминување во историјата. До толку? Оваква како што е, да. Там нема. Значи ти едно време беше дел од таа пратеничка група, а претходно си бил новинар кој што ги проследувал работите. Значи едно 3-4 екипи на СДСМ си видел. Така е. Ова можеш воопшто да го сместиш во таа категорија екипа на ова не е. Ова не е социјалдемократски сојуз, тоа што ако го земеме за репер функционирањето на таа партија, да речеме од 90-тите па наваму. Да. Тоа е веќе друга работа. А сите тие што за кои можете да кажете се дел од таа некаква идеолошка матрица која ја промовираше партијата откако и официјално стана наследник на Сојузот на комунистичка народна, мислам, окей, тоа е историска работа, нормално, тоа не е ништо ни чудно, ни страшно на крајот на краиштата. Напротив, за денеска да се сведе на една клептоманска багра, ќе мора да се извинам дека сепак многу мало во промили луѓе кои се во таа партија се честни и вистински социјалдемократи. Така е, социјалдемократи. Се другото е ќе ми извинете на зборот, ама една булумента на хоштаплери и клептомани кои мислат дека светот и власта постои само за нив, за да можат да си држат кафичи и да си крадат коли. Љупчо е роден во Република Македонија, па не помни дека едно време шеф на градската организација на таа партија беше Јованчо Донев, амбасадорот во Британија.
да не почнеме со некои други ликови кои што низ годините се изгубија. И се сведе на... Ама чекайте сега, Ова е- значи, немојте вак. Зошто? Во клептоманска багра, да, ако кажеме за овие кои се носители на функции во државата, нема да сгрешиме. Но во таа партија има сигурно 30, 50, 100 000, не знам колку членови има, и најголем дел се честни луѓе, сега, веројатно. Не се најголем дел честни луѓе. Ке мора да не се согласам со тебе. Сепак се Во најголем дел со се граѓани. клиенти. Од овие што остана сега, во најголем дел се клиенти. Ма добро, кои сега во време на ВМРО беа клиенти. Ама ја не зборам за ВМРО, сега збориме за СДСМ. Да, Мислам, да. ако збориме за СДСМ, Да. ви кажувам што мислам за актуелно член, најголем дел од тоа членство. Јас сакам да ја преземам еден ден таа партија и затоа ви се обраќам кон членови. Нема потреба. Ке нема потреба, не ке се нема така. што да преземеш. Да. Верувај, ке нема што да преземеш таа партија. Има имот. Има имот. Штапче во секој град, тоа е деловен Ама простор. тоа не е за да тоа е за Да може да се од туѓе да правиме Ако комбинации. сакаш да формираш партија и да видиш Не, тој- исто како нив, не е Очигледно проблем. дека сака да формира нешто како осигурителна компанија или Тоа е веќе друга банка, работа. таква Тоа е работа. дел. Видите, бизнисот е Па таму само очигледно кредитот со комерцијална да им го репрограмираш милиони има у тебе. Си исплати да бидеш лидер на СДСМ. Тоа е добро. приемаш се вика. Здравија, следниот Ама ја следниот купуваш се здравија. Ама ја мислам дуги да не го испревари дека во тоа у превземањава види. Па, Како што тргнале? нема да биде зијан со Дуи, да бидеме на слисо, тие се во моментов добро етаблирани во бизнисот во државата. Значи, Па и во регион. Да. профитабилни се. Знаеш што ме подсетивте за дуи, сега имам едно судење каде што ме теретат за глупост и ја на секое судење различно етнички се идентификувам. На едно идам викам јас сум влав, на друго идам викам јас сум југословен. Па викам, сега реков јас сум македонец, со можност тоа да се смени зависно од пресудата. Значи, ако нели ме осудат, можам да станам бугарин, па да имаме проблем сериозен, нели дека судат бугарин во држава. И сега последно, ова е добро што ме подсети, може би треба да размислам и да се изјаснам како православен албанец. Изјасни се како православен бошњак бе вака, зошто? Се Не, православен. се многу профитабилно е да бидеш Православен бошник нема кјару таа. Знаете што? Мислам, јасно сум ви е дека македонец, кај албанците првостепена работа е нацијата. Дури потоа доаѓа религијата, па после доаѓа дуи. Она што ми е Моаметов се крена на пиедестал прашање кое во суштина и во нормална европска држава е работа на лично чувство. Апсолутно. Самото тоа што можам на секое рочиште да го менјам, значи дека е лично Апсолутно. чувство, да. Така Иако да, ја цело време се осеќам како македонец, да се разберам. оке, Да. и на крај, и ако те осудат, ке те осудат како македонец, без оглед како Да. Тоа ќе биде суштината. Да. Не, само знаеш, понекогаш наутро го гледам, има колебање идентитет. Е, тоа е од пешачењето. Ќе ви кажам еден политички некоректен вид. Ајде. Ама после за Добро, време не на е за- рекламите затоа што може ова хейт спич да се стави вицот. Добро. Нели не е за на Не, радио. тоа Али ова треба, знаеш, и православен бошњак и тоа да влезе во некој записник дека постои. Вика, еве Билјана ни пишува вели корупцијата во Македонија во растечки тренд веќе повеќе од 15 години. И до сега никој не сакаше да се соочи со тоа зло. Тоа мора да се признае дека не е нешто што почнало со ова СДСМ. Апсолутно. Апсолутно, тука не е ни Се спорно. прашањето дали може да заврши. Но исто така не е спорно дека во моментов кога во општеството навистина се пројави една енергија која ќе ги спомнам студентските протести. Кои беа нова енергија во таа некаква борба за поинакво општество во државата, за поинаква држава. Едно од ветувањата беше на таа шарена револуција, нема правда, нема мир. И секако не дојдоа на власт за да бидат полоши од режимот на Груевски. А излезе на крајот на кај што и сведоци сме дека власта на ДУИ и СДСМ во овој момент е дури полоша од
режимот на Никола Груевски. Одиме со кратка пауза за реклами. Само уште еден детаљ, уште ова, па одиме на реклами. Сега терминов не ограничен. Добро, се извинам. Одиме со реклами, се враќаме по рекламите. Шафет еден пријател од СДСМ ми пишал порака дека е изненаден од тоа, нели, колкава омраз кон оваа партија се ширела во оваа емисија и вели, а за тоа колку е, вика, моќен СДСМ и дека е помоќен од било кога и дека нема шанси да пропадне, говори тоа што, според, нели, мојот пријател, вчера Еди Рама се видел со Клинтон, а денес доаѓа да се види со Ковачевски. Ај уште еднаш. Види да ти кажам, имаш чудни пријатели ти и ти со чудни поимања и за политика и за верски. Не знам, ако си се ските такви пријатели, Како велат на истокот од Македонија, со лошо друг што се зафанало. не се избегало од контрола. Имам пријатели различни. Не, окей е да, се шего, се разбира. Вели, Еди Рама вика вчера беше со Клинтон и тоа блиска средба, ручале заедно таму, беше И ручале. и Алекс Сорос, а денес доаѓа Па тоа е многу поважна информација отколку Клинтон. Да. за Еди Рама зборуваме. И денес доаѓа да се види со Ковачевски. Алекс Сорос? Алекс Сорос не доаѓа. Теоретски тоа значи дека ако не измил раце Еди Рама, денес Ковачевски ќе се поздрави со ДНК-то и на Алекс. Не, ама ај нешто друго, Клинтон. затоа што Бил Клинтон е поранешен председател, Американски. американски, и се поранешен председател, Прашањето е кој го платил бе Папов на... Не е проблем плаќањето. Албанското лоби во светот е сериозно, особено во Америка, ти тоа добро го А знаеш. за Ковачевски? Димитар Кој се Ковачевски шутира не е на сиромав спорт? човек, да ти кажам. Судејќи, и тоа е една од големите дилеми што јас не можам да ја разберам. Ако судиме по она што го објавува Зоран Божиновски во Буре вестник, Да, ние сме единствен мејнстрим медиум во државата кој му даде простор на Зоран Божиновски овде во студиото да го представи тоа. А што е уште пострашно, имате две пресуди. Една е тоа е на американски суд и имате една пресуда на наш суд овде, со која во Америка спогодбено Deutsche Telekom признава вина и плаќа огромна казна Па нормално. за корупцијата. Се разбира. Ги довел во А заблуда. кај нас па се осудени осумина високи функционери на Телеком, тогаш Македонски Унгарски, Телеком. да, тогаш беше... унгарски. Да, добро. со унгарско Со Атила Атила Сендрей, да. заеднички именители на двете работи овде во Македонија се бројковски, особено Димитар Ковачевски. Такви суми и такви работи се правени овде, што тоа е... Ма нема одговор. Нема, има. Тоа само покажува дека го потврдува фактот дека Димитар Ковачевски е инсталиран од некој доволно моќен да ја заврши работава. А да те прашам нешто... И извини само да ова, немам омраза кон социјалдемократскиот Боже, сојуз, сачувам. не мразам никого, мислам дека освен еден човек, и тоа неколку пати јавно го кажував, го напомена дека омразата е пораз човечки, бидејќи не е нормално, не е човечки да мразите до таа мерка некого да како да ви кажам, бидејќи човечкото во вас го уништувате. И не мразам апсолутно веќе никого, немам причина да мразам на тој начин никого, а особено не Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи знам луѓе од таа партија кои не се сега во таа партија, кои се извонредни и луѓе, и пријатели, и другари, луѓе со интегритет, знаења политички и со една голема човечка димензија, што за мене е најклучната работа во било какви дружења и врски. Добро, тоа е ваш, нели, одговор на оваа, би рекол, и своевидна провокација. Знаете, ги спомнавме скандалите на Дуи, спомнавме Дуи во која позиција, нели, се наоѓа. Верувате дека ова
што се случува ќе им нанесе штета во она што се нарекуваат гласови на На Дуи. кого? На Дуи? Да. 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 Дуи дефинитивно ќе има Да, проблеми. но сите и останатите политички партии албански, тука ќе спомнам и Алијанса, ќе спомнам и Алтернатива, или Алтернатива излезе, Ивица, не можам да ги следам како што се случува таму, но поголем дел, освен Беса, нели, сите се дел од власта каде што тапанот го чука Дуи. Кој ќе го собере незадоволството од Дуи е прашањето. А не, сигурен сум дека нема партијата на Таравари да го собере. Тука сум дефинитивно сигурен, бидејќи и тој, иако на почетокот на кариерата во владата на Заев собра симпатии за време на неговото министерување со Министерството за здравство, на крајот излезе дека и Таравари по ништо и со ништо не се разликува од генералната матрица во оваа држава, кога станува збор за власта, влези и граби колку што можеш. Ај само две работи сакам. Ај прво околу Алијанса, не знам се, со тебе барем, ако ништо друго, секој сме биле на иста страна кога станува збор за одбрана на земјава од некои шовинистички проблесоци. Ова со изводиве не ти делуваше така, внесување на етничка графа во извод, мислам. Софет, кај се враќаме? Тоа е прашањето. Ја мислам дека вие теми уште 90-та година ги затворивме на почетокот, не требаше да се отвараат ни тогаш да душе. Не знам. Вака гласно прашувам се. Апсолутно, знаеш што Иса? Ако целото твое знаење се сведува на тоа да некого обележиш етнички, нели? тогаш зашто зборувам? Но, за оние кои доволно добро сакаат да гледаат во иднина, тоа секако има причина зашто се прави. Во моментов оптеретени со секакви проблеми, ужасно здравство, ужасно образование, ужасна структура, ужасни институции, ужасна корупција, проблемот со грците, проблемот со Бугарија, спорот со Бугарија, идните проблеми што ќе ги имаме дефинитивно, убеден сум, ако во овој правец продолжи да работиме, само да ви напомнам дека пред некој ден имаше едно интервју на Ким Мехмети за некој бугарски медиум. Кој сакаше да види во тоа интервју имаше сериозни пораки за она што може да ни се случува во иднина доколку не се реагира на вистински начин. Сега, второто е уште поинтересно за мене и мислам дека тука ќе се повикаме на твоето искуство како новинар и последуваш од време. Вчера имавме ситуација каде што министер во влада напаѓа опозицијски лидер, Крешник, и брани бизнисмен, независно во кој однос е со лидерот на партијата. Мислам дека ова е некој ново дно. Ја не се сеќам дека порано имало ваква ситуација. Барам вака е. Не имало. Да? Имало дефинитивно најдиректно дел од не дел, него всушност тоа е суштината на нивното функционирање. Ниту еден секој министер на Дуи. А тоа е ко мафија, тоа не е ко партија. Ќе ви каже дека за него премиер на државата не е Ковачевски. И дека не му одговараат на Ковачевски. Согласен сум со тоа да браниш семејство, не, значи, лидера сваќам некако принципи. Ајде да видиме сега, објективно да ги поставиме работиве. Али Ахмети е врв на една пирамида, на една политичка организација која во многу нешто наликува на мафијашки начин на Коза Ностра. организирање. На тој начин е организиран. Таму владее законот на омертата.
Нема, како да ви објаснам. Тоа што ќе го каже господинот Ахмети, за кого имам како за политичар, сериозно, високо мислење и мислам дека е еден од политичарите во државата кој... И ги обележија години, бе, точно. Апсолутно. Нема збор тоа, да. Апсолутно. Тоа што му се случува на Али Ахмети всушност е предолгото траење на политичката сцена. И тука е неговиот суштински проблем. Како вика, моќта ги расипува луѓето. А апсолутната моќ апсолутно ги расипува луѓето. Отаму, вие 20 години да траете на политичка сцена, без оглед на, да речем, некаква прогресивност во некаков прв стадиум од таа, и мора да се признае, со постигнати резултати во таа област, доаѓате во момент каде што она што ве обкружува околу вас се луѓе кои се интересираат само и единствено за пари и моќ во државата. Дека има чудни движења на македонската политичка сцена, нели, Бишевец, по ова што се случува на Дуи, неговата фамилија и тој корупцијски скандал со Соравија, пред ВМРО ДПМН се појави Стефче Јакимовски пред 2 дена на една пресконференција каде што за истото чудно го нападна и Христијан Мицковски. За прашањето ми е, Јакимовски до вчера беше дел од коалицијата на ВМРО ДПМН и стана градоначалник на Карпош со поддршка во вториот круг. Само и исклучиво со поддршка на ВМРО ДПМН. Во вториот круг. Од каде се го, како гледате на овие работи? Знаете, многу чудно дојде однака една прилично и досега тие покажуваа незадоволство и досега нели имаше напади од страна на Гром, од страна на господинот Јакимовски, кои делува на некои луѓе дури им делува и окей, сега коалиционен договор не се испочитувал, вака било, така било, и било право, не било во право. Не е ни наша работа да им навлегуваме, но ова дојде некако малку чудно. Наеднаш се, како да, барем перцепцијата во јавноста е дека Јакимовски застанал за Дуи во одредена ситуација. Во Македонија се е можно. Навистина се е можно. Јас лично, освен одработување за некого и за нечии интереси, што подразбира во овој случај очигледно и лични интереси, не гледам друга причина за неговото појавување пред седиштето на ВМРО ДПМН. Сериозен градоначалник за како јас го сметав господинот Јакимовски без оглед на фамите кои го следеа, и ја не можам да тврдам дека он нема 50 или 100 станови и дека не е познат како добар ден комшија, мислам. Океј, но поминаа 7 години, ништо од тоа или не сакаа да го докажат, или не ќе да го докажат, или може би не е така. Или може би не е така. Тоа ми е муабетов. Значи сега да оставиме тука. Мора апсолутно да јас и не гледам причина зашто и што бара пред седиштето на ДПМН. И што ако по таа логика мислам дека многу почесто треба да биде пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Ви велам, многу интересно е ова, дојде од нигде, многу луѓе се зачудени. Она што исто така виси во јавноста во однос на ВМРО ДПМН е тоа што утре беше ивица за Талир, за кој од тие случаи треба апелација да го објави своето мислење, и тоа може да значи дека ВМРО ДПМН ќе го изгубиш табот. Добро, тоа беше една од приказите кои го следат тој случај од почеток. Да. Може би тоа една и од целта на таа комплетна операција која започна пред мене не ми се неколку години. Тој штаб. Мислам дека Малер им носи од кога го направи ВМРО ДПМН, не може да дојдат на власт. Значи, сега да бидам искрен, они практично од кога се вселија во тој штаб им тргнаа работи. Да, но ајде да бидеме конкретни. Ја мислам дека тоа нема да се одрази на нивниот рейтинг, дури напротив. Очигледно е штабот не ја прави партијата.
Она што веќе е известно, така ле тоа да го видат во Социјалдемократскиот сојуз или во други каде сакате, е тоа дека следната власт во оваа држава ќе биде ВМРО ДПМН. Тоа е веќе известност. Она што за мене лично во овој случај ќе биде проблем е историската шанса која ќе ја добија ВМРО ДПМН да покаже вистински промени и да ја врати државата на она што беа клучните очекувања во 90-тите кога Македонија стана независна и суверена држава. Пристојно место за живење, како што велеше Маријана Вучинак. Ќе треба многу работа, бидејќи навистина ќе треба да се почне од темелите. И сега, вчера ја загатнавме таа тема, знаеш, морам да ги испочитувам луѓето кои што ми ја дадоа информацијата. Љупчо не слушале околу ова кандидативе за судскиот совет и добив порака. Значи, едниот за тој господинот вела дека буквално пораката е обично штрафче, овако невпечатлив лик, кој што со ништо се нема ниту покажено, ниту било што направено, и кој што влегува заради некакви конекции, партиски, лични, било какви. А за господјата е кажано дека е сестра или прва братучетка некоја пратеничка од СДСМ. И сега, вчера го зборувавме ова емисија, значи, сме гледале како изгледа во Америка, тоа е биографија, па кај магистрирал, кај докторирал, ако докторирал, па да видиме пресуда, писмен ли е, неписмен ли е, па да видиме кои книги ги чита, морална филозофија, политичка филозофија, на друго. Овде е вели невпечатлив со конекции и сестра или братучетка на пратеничка. Добро бе, Сафет, па не оваа земја толку дрво без корен. Има луѓе внатре кои што сигурно може да ги најдеме баш по овие критериуми. Не знам, не ли ова веќе со големост комплетно? Апсолутно се согласувам дека во оваа земја, во Република Македонија, има и луѓе кои знаат, и честни луѓе, и луѓе кои можат да бидат и лидери, и водачи, и носители на новото, нормалното. Огромното множество граѓани во оваа држава не сакаат ништо повеќе освен нормална држава. Толку, ништо повеќе, да. Тоа само покажува како однос ме моментално. Ако вас... Така е. Моментално има ненормална држава. Апсолутно. Види биографијата на луѓе што треба да оценуваат работа на судии. Сега... Нели е срамота, бе, Љупчо? Ама срамот е нешто, е категорија за која ајде да не речем, али 90% од таа политичка и бизнис олигархија е непозната категорија за тие луѓе. Нема срам. И тоа е една од причините. Јавен обвинител ќе стане синот на Тарат Џафери. Ама вие имате актуелно јавен. Тука малку имам една резерва. Не го знам. Човекот. Навистина не го знам. Може човекот. Ма не е ни битно се. Не е битно. Да. И со оглед дека ние навистина сме мала држава. Ама Сафет, ние не ја знаевме ни Катица Јанева и за жал ја... тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Тоа сакам да кажам. Значи, не е проблем во поединци. Но ова е систем на такви поединци. На негативна селекција. Апсолутна негативна селекција. Која нема никакви вредности, нема вредностен, изградено вредностен систем на кој барем ние, кои сме во некои пристојни години, Љупчо е помлад бајаги, но живеевме со тој вредностен систем, беше срамота и да се украде и да се излаже. Стар човек кој ќе кажеш пристојни години. Па пристојни се, тоа се 60 на години, тоа се пристојни години. Тоа е. Да. Го немаат вредностниот систем на кој беше темелена поранешната држава. Без оглед како мислење имаат луѓето, без оглед како мислење имаат луѓето за идеолошката определба во таа држава. Тоа веќе спустима друго прашање. Да, јасно. Но дека тоа беше држава со сите нишани. Со сите нишани. Да, точно. Тоа беше апсолутно така. По ништо, по ниту еден од тие нишани оваа држава и освен можеби
Словенија и до некаде Хрватска. Ниту една од другите држави го нема тој систем. Има Србија, бидејќи има некаква традиција на државност и на така. Некаква инерција, сакаш да кажеш. По некаква инерција, апсолутно. А не по волјава, А не по волјата, апсолутно. Па имате сега класичен, можеби не диктатор од јужноамерикански стил, но секако човек со авторитарни склонности. Авторитарни. Еве го најде зборот. Цврста тупаница. Апсолутно. Тоа е целата работа. И каде на друго место имате нешто што наликува на некаков сериозен државен систем. Видите Босна, Црна Гора, видите го Косово. Ние сме си да не зборам за Македонија. Добро. Ние сме си суи генерис тука. Види ова ме шокираше што толку брзо ги добив овие податоци. Вчера на пример ставивме дилема и се најчесто знаеш работи Ма не може кој на незабележано, меѓутоа веднаш луѓето се јави и рекоа еве кој се. И сега знаеш што ми е проблемот? Проблемот ми е па не сакат ни камери, знаеш, онака по мене тие седници на судски совет, како што има парламентарен канал, треба да има судски канал. Као во Америка без Во Америка нели да? Секој само телевизија се гледа. Има една као државна кабелска, нели? И овие ги гледаш како дискутираат меѓу себе. Не само тоа, една од најчестите причини за враќање на пресудата од повисоките судови надолу е непочитување на процесните права и ова за во судењето. Тоа зборува или дека судиите кои судат немаат абер од процедурата, дека се тотални дунстери, го покажуваат собственото незнање. Она народски право седи криво суди, нели? Или е начин на кој си ја префрлаат одговорноста за она, бидејќи не сакаат да му судат на Сафет, и гајле ме, ја ќе го пуштам, па тамо нека му ја ќе го како што ме нека се бори горе на второстепена. Демократијата во својата најдлабока суштина е почитување на процедура. Еве недолава ние како екипа имавме една интересна ситуација, например имаше рочиште Љупчо, кај што АНБ го обвинува дека одел државна тајна. И прикажува документ на судењево, каде што се гледа дека пред да го објави документот, 6 месеци претходно бил декласифициран. Од управен суд. И не прекинува судот за мојот судски процес, они пак го декласифицираа документот. Значи, они декласифицира обвинителството документ кој е веќе декласифициран. И сега збориме за... Тоа да умреш човек кој е веќе умрен. Подинат, се извинувам. Вака, имате пред некој ден на практично тајна, скриена одлука на владата за родниците и Ловис. Страшно е тоа. Владата не почитува одлука на управен суд. Да. И сега, за која влада ми зборите вие? За каква влада ми зборите вие? Ако државата не почитува одлука на суд. Што понатамото? Зашто зборуваме? Ги следиш анкетите Сафет, кажи ми си сретнал некогаш вакви ниски рейтинзи, председател вери 0,2%. Па види, за оној што да не е председател не би ни бил во државата и тоа е многу. И тие 0,2 за мене се изненадување. Еве ќе кажам едно изненадување за мене, сега без разлика, иако сме секуларна држава, сепак најголемите верски заедници играат нека улога во општеството. Вчера видовме Дачич го викна британскиот амбасадор да му вложи демарш и протест, затоа што шефицата на Комисија за надворешна политика на британскиот парламент рекла дека Српската православна црква на Косово шверцува оружје. Наоштар протест, затоа што вели, вика, ова не е во ред, вака да се зборува. Истовремено имаме ние наш председател кој што излегува на телевизија и обвинува дека владици на МПЦ биле руски агенти. И сега, како ти кажам се... Затоа зборам. Некоја пристојност елементарна, бе, нели? Владика, муфтија, не е битно, бискуп. Има некоја роља во општеството, се, така ли? Има,
И ако Пендаровски има такви сознанија, Това треба, нели? апсолутно е должен. Тој е должен Да постапи. да постапи. А не да... Али ова е многу повеќе нешто сосема друго. Факт е дека Пендаровски пропушти сериозна шанса да стане некој кој може да биде некаков обединител во државата. Или како коректор, претседател да. на сите граѓани. Да. Коректно. Се изгуби. Очигледно. Што само покажува дека неговиот избор бил одлука на некој трет Чинител тука. чинител. Апсолутно. Им треба нешто што е на таа позиција без оглед со каков квалитет. Тој покажа дека нема квалитет за таа работа. И јас, за мене, за секојаш ќе остане изјавата да не бев претседател, ќе ја напуштев оваа држава. И тука завршува преканата со такви луѓе. Се Иванов имаше една славна, им кажа на децата, чим јас сум станал председател, може и вие ќе станете. Ма не друго значи. Сега јас тука... Тоа е нешто поинаку, тоа е друго сака да малку кажа. повеќе мотивирачки, во таа смисла јас го Тоа е. гледам. Не само тоа, сака да каже дете од Валандово кое тоа е. И во ретето, зашто? И тоа е окей, Да. но ако не бев председател ќе заминев од оваа држава, Малце премногу, не? малце премногу. Не, види, дека ќе заминел господинот Пендаров од оваа држава, не верувам. Затоа што он доколку замине од оваа држава, него ќе треба да го издржува неговата сопруга, која е докторка, нели, стоматолог, и тоа е еден од најдобрите на максиофацијална таму, и за неа во светот било каде има работа. За Пендаровски нема работа било каде во светот, затоа што Пендаровски прво нема ни некој висок просек при студирање, нема ни некои големи професионални референци, нема ни некој еминентен... Не, и правото е национална работа. Национална работа, така што Да. Пендаровски во нормалниот западен свет би можел да се бави со печење плескавици, Но и тоа е работа. И јас не Да, го тоа е честна апсолутно нешто, работа, тоа е така. апсолутно, тоа е честна работа. Да, тоа е. Не е спорно. Ама не е Но способен односон кон државата е проблем, Љупчо. Односон кон она што се вика татковина, дедовина, ме сваќаш? Ако сите ние од оваа држава имаме такво мислење за државата, па таа не треба да постои. Така е. Согласен со тебе целосно. Не треба да постои. Политичките елити и не велам дека го немало тоа кај сите од 90-тите наваму во одредена мера. Но исто така е факт дека оваа последнава владеачка елита која владее овие 6-7 години апсолутно е она со најмалку доверба и волја за одржување и опстанок на оваа држава. Бидејќи вие да прифаќате она што оваа влада го прифаќа, не е ништо друго освен доброволна капитулација. Да, вон секоја здрава памет. Вон секоја здрава памет. Во однос на корупцијата, во однос на злоупотребите, едно истражување кој излезе пред 40 минути, ИСЕ, Институт за Што и да е, стратешки, не знам, истражување и така натаму, направил анализа на институциите во Македонија и верували или не, само 15% од јавните предпријатија ги исполнуваат техничките услови за постапување по пријави на укажувачи. Тоа е за оној законот, нели, за свидетели, односно укажувачи. Значи, само 15% од институциите во држава знаат како оди таа постапка, имаат технички услови тоа да го обезбедат, да ве заштитат вас како укажувач, да кажат овој прави овој прави она, овој прави таква злоупотреба. Ете, од прилика така изгледа тоа. Преска зборевме Сојевица за законот на омерта во оваа држава и начинот на кој функционира. Омертата. Мислам, луѓе, да не се залажуваме, ние се соочуваме со активности на оние кои одлучуваат практично оваа држава, кои одат во насока на исчезнување на државата. Во овој облик во кој што постои. Македонија на 119, еве ова со листиве ни тргна денес, исто сега Нова Македонија ја читам, вели Македонија на 112-то место од 179
според индексот за ранливост на државите од конфликт или колапс. Ке се обидам... А членка на НАТО? Членка на НАТО. Вика, Македонија е на 112 од 179 рангирани земји според индексот на кревкост за 2023 на Фондот за мир, која проценува ранливоста на државите од конфликт или колапс. Индексот се заснова на 12 индикатори: безбедносен апарат, фракционерски елементи, групни поплаки, економски пат и сиромаштија, нерамноправен развој, одлив на мозоци, државен легитимитет, јавни услуги, човекови права, владење на правото, демографски притисоци, бегалци, имиграција и надворешна интервенција. Најнестабилни се земите кои се добро. Добро, не сме лоши, добро. Значи ние не сме толку лоши. Понестабилни од нас гледаш овие како. Обратно, да? Да, обратно. Прво, најранливите се прави. Прво рангирани, а најстабилни оние кои се на крајот на листата. Фондот за мир како покривки од Македонија во регионот ги оценува Босна и Херцеговина, која е на 77 место, и Србија на 92, Црнагора на 119. Тие се веќе постабилни, гледаш. Да, Црнагора 119, Албанија 121, Грција, Бугарија, Хрватска се постабилни. И Словенија нормално. А најстабилна е Словенија на 163 место. Украина, во која се води војна, е на 18 место, Русија на 53, Соединетите Американски држави на 141. Најстабилни во светот се Норвешка, Исланд, Финска, следени од Нов Зеланд и Швајцарија. Кој изненадување, кажи. Да. Најнестабилни се пак Сомалија, Јемен, Јужен Судан, Демократска Република Конго и Сирија. Во пола од овие човекојаци уште постојат. Нема тоа. Покажува извештајот на Американската невладина и непрофитна организација Фонд. Нема и осте тоа расизмот, нема човекојаци. Не бе, каков расизам? Кај има човекојаци у Сомалија? Или у Јемен? Има пирати, добро. Добро. Тоа е друго. Тоа е веќе друго. Има пирати, да. Добро. Ние сме кревка држава. Добро. Дефинитивно е неспорен факт. И не ни треба многу. Колку се да самопратеници ќе има, прашува еден слушател? По мене? Да. Па мислам дека нема да помина 25 на овие избори. Толку ниско им даваш? Да. Нема да помина 20. Тоа е од позиција на власт, Тоа е колапс. резултат. А добро, а што очекувате? Да бидат равноправни во црквата? Не, тоа овие избори ќе бидат вовед во крајот на овој СДСМ, што го знаеме. А ВМРО на 61, па не можам таква бројка. Јасно ми е дека ВМРО би потребувал таква бројка. Иако во суштина мислам дека таа бројка лошо е за демократија. лошо е за демократија. Го гледавме тоа, нели така? Да. Затоа вело премногу моќ не треба да има никој. Не види, еден мој пријател вели, знам дека вика овие што ќе дојдат после овие сегашни нема да се вика ангели небески, ама вика барем попристина ќе се тера, знаеш. Демократијата, освен што е процедура, подразбира и менливост на власт, променливост на власт. Ние можеби и прво премногу очекувавме дека излегувајќи од поранешниот систем, до редента влегуваме во демократски систем, капиталистичко општество и се се менува преку ноќ. Ќе живееме за 180 степени поинаку од живењето во таа држава. Не може, тоа е процес. Најголемите демократии, условно кажано, бидејќи тоа така ги перципираме, иако имаат една поинаква историја. Пред некој ден прочитав податок дека практично освен еден американски претседател, сите американски претседатели имаат предци кои биле собственици на робови. Само Трамп нема, затоа што дошле така тоа е. Сваќате ли вие зашто се зборува овде? Значи, треба време за демократија. Нашата предност требаше да биде што знаевме, имавме добра, пристојна стартна основа во... И Обама имал предци собственици на робови. Да. Ако споредуваме со оние од истокот на Европа, припадници на другиот блок на Советскиот сојуз, ми имавме сериозна позиција. Бевме
сериозна предност на сите полиња. Добро, се тоа малку е мит. Не е во. Дека Југославија била подобра од Чешка, Полска и така натаму, тоа се Поотворена кон западот секако. но Значи, на хартија, кога ќе ги видите економските параметри, ќе видите дека тоа биле земји кои по производство, бруто домашен производ по глава на жител и така натаму били подобри. од Ако Југославија. така тргнеме и Словенија е подобра од нив. Ако така тргнеме, не ми беше тоа мојабетов, ми беше дека како држава и како општество бетме на нешто што беше два шикори пред нивните системи. Да. За лични слободи, Демократизација, така е. Чекај, може- слобода на за различни печатот, мислења. така. Лјупчо, може да ја вратам во Македонија, затоа што, знаеш, премногу скептичен кон социјалдемократскиот сојуз. Јас се морам да прочитам еден извадок, едно интервју, или вака. Миле Зечевиќ. Да. Вардарски. Ајде, другарот Вардарски. Уште од сега можам да најавам дека две работи се сигурно. Прво, кандидатот на СДСМ ќе биде следниот претседател на државата и второ, Македонија ќе има мирно море уште 5 години, цврсто држејќи го кормилото на напредокот и државниот успех. Што има лошо од таа изјава што... А добро да прашам зошто си волку скептичен кон шансите на социјалдемократскиот сојуз кога е еден од според многумина најмоćните ликови во државата, види која поетика да има во ја мислам ова треба да го дадеме на Катица Ќулавкова да направи една литерарна анализа, една деконструкција, ова е просто извира еден Добро е, романтизам, добро е. Не, па и како ти Ја можам од ова да направам, евен ми даде идеја за наслов за колумна, насловот Џандарот кој стана поет. И како ќе одговориш ти на оваа поетика? Ти викаш нема 25 пратеници, Ја овие веќе кормила одговорив. ќе држат. Ја веќе одговорив. Таа партија не верувам дека ќе има повеќе од 25 пратеници. Благодарејќи делумно и Добро. на Моделот. моделот Да. кој го покажува се. Добро, Љупчо, ова Ние јас како ти ги почитуваш авторитетите, знаем дека ова гледам дека те погоди. Ова ми Баш е ти си шо- вака ти си еден непоправлив романтик, ова нели? да, јас се задржувам од тоа да го читам интервјуто на Се воздржуваш, да. Миле Зечевиќ. Од Немој да емотивни ме- причини. Немој да ме убеди да гласам за СДС, се плашам. Толку е убедителен, па викам, немој човеков да ме убеди, бегај подалеку, немој да го читаш ова. Се она што ни се слушува последниве денови, не што го носи СДС во еден правец на повторно освојување на власта. Кај Кормилова, тоа да. Напротив. Мислам дека тонењето на СДС веќе нема дно. Тоа дефинитивно ќе оди до уништување на таа партија. Јасно. До нејзина маргинализација, ако не на овие дефинитивно нема више да видат власт, ќе дојдат по мене до 25 пратеници, а на следните избори ќе видат тотално маргинализирана партија. Бидејќи во она што сега остана во СДС, нема капацитет. А сценариото дека Освен- после изборите се враќа Заев и ги обновува. Па тоа па Заев е носителот на идејата за уништување на Социјалдемократскиот добро. сојуз. Па тоа е оној кој Гробарот. па апсолутно. Апсолутно. Љупчо. Љупчо не се согласува. Заев е визионер, човек не ставил у НАТО. Значи човек кој ги отвори перспективите, кој создаде едно општество за сите. Уште За малку камшико да Нобеловец. му уште камшико да му проработи и добро ќе биде. Со како сидрото што влече напред. Сидрото што рече напред. Напред и она како беше метри кубни во секунда на квадрат, ова е нека нова мерна единица. Има многу. Може за писани. физика ќе добие награда Нобелова, знаеш. Кубни метри во секунда на квадрат. Па веројатно некој од екипава поетска ќе го предложи да. Поетска екипа. И ја мислам дека тоа има нешто читање на одлуката, има некој лауреат таму. Не би имаш ти пристапна беседа. Мислам дека пристапната тоа би беседа било. треба да ја држи Коко Бојаровски. Не, ја точка држи, лауреатот ја држи. А Заев може да ја држи на 3 јазици, на македонски, на српски и на англиски.
Тоа ќе биде интересно. Ја инсистирам да биде на англиски јазик и неговата струмичка, како се вика? Полиглотност. Да, полиглотност. Добро разбира и бугарски. Па видовме тоа. Да, но се зборува па дека Заев наводно го поддржувал ВМРО ДПМН во оваа битката против ДУИ, дека им бил главен сојузник. Таков му бе чаршијата с... Види, за мене, оној кој бара сојуз и поддршка во Зоран Заев е во сериозен проблем. Зошто ли Сафет? Нормално. Не стана Нобеловец, тете зошто? Добро, не, затоа што и го демантираат, ова е некоја теза. Ова и Геро го кажа, значи Геро имаше на цела серија колумни буквално со работен наслов на Заев, не треба да му се верува. Ама не, што не треба да му се верува. Ако нешто, оно што сака да учи, научи од Зоран Заев е тоа како не треба да се работи. Како не смее да се работи. Како не смее да работи некој кој си е сака татковината. Се друго можете од него да научите. И да лажете, да крадете, мислам, легално, едно за вицето, едно за црквата, едно за општината и така натаму и така натаму. Да научите за рекетирање на поранешната гарнитура. Не дека ми е многу жал за таа гарнитура, но начинот на кој тоа го правил, таа прераспределба на украденото од овој народ, покажува дека тој по ништо не се разликува од нив. Да. Напротив, уште полоше, бидејќи доаѓа со поинакви ветувања. Не, он испадна еден обратен Робин Худ. Он побогатите ги направи побогати. Овако, крадејќи од социјалдемократски, типично. А инаку виде дека ќе се тужи со австрискиот амбасадор. Па не му ќе му, па затоа велам, он е навистина за Нобелова награда. Само не знам, уште нема таква категорија. Нобелова награда за тужење на амбасадор, што е невозможно. Да. Нобелова награда за глупирање и непознавање на работи. Тука има силна конкуренција. Тука е вон конкуренција, мислам, нема и така, вон конкуренција. Он е најдобар, ама има и други што се истакнуваат. Можеби тука за жал ние се имаме многу, малку имаме поинакви. Можеби тука треба како во тенис, знаеш, нели да има турнири, па тоа да се знаеш. Како паднавме, јас сум гледал како дете телевизија, сум те гледал на еден така нато. Не знам, сме ги имали у држава, една страна со сама Бучко, озбилен човек, Шикеринска, пак ќе кажеш, со сите мани си е пак озбилен политичар. Го имаш, не знам, Гордан Георгиев, Зоран Јовановски, предходно, не знам, па Радка Кулјан, Минчев чак е озбилен за и тоа крајно озбилен за село. Како таа една клапа, пратеничкиот состав тика и што беше, сега не 100%, ама 70% од луѓето во тој пратенички состав, можеш да кажеш дека се озбилни луѓе со кои можеш да направиш муабет за политик. Например, го знам тогашниот пратеник од Кавадарци, озбилен човек беше, сега споредбено со ова сега што е таму од Кавадарци. Не знам како се вика, не ни била никој СДСМ. Како паднавме од ситуација во таа партија, стварно имаше и тогаш, нели, бројни работи за кои што може да се најде забелешка, ама све беа озбилни луѓе. Сега на озбилни луѓе у извршена СДСМ се бројат на еден прст, на два прста. Не на една рака, на два прста се бројат. Дел од тие што ги спомна, не само што ги знам, туку ми се и пријатели. Там лично се уште и комуницирам. Тонив и тие навистина се, тоа што го велиш, сериозни луѓе, кои биле дел од една сериозна екипа на една политичка партија која има сериозни заслуги за државата. Јасно. Тука се она што е надвор од овој опис не е ништо друго. Туку, ќе го повторам зборот, клепоманска багра, која во политика е само и исклучиво за зимање на парчето мок, а пред се пари низ крадење на буџетот и крадење на граѓаните на оваа држава. Те изненади во тој контекст
нападот на актуелната врхушка врз поранешниот председател Црвенковски по неговото обраќање пред советот на амбасадор или не те изненади? А што друго да прават? А тој во лице им кажа дека се ова што го прават е лошо. И не само што е лошо, туку е резултат на елементарно незнаење на најголем дел од тие луѓе. Но незнаењето може би до некаде може да биде и некакво оправдување. Алиби, бидејќи дел од нив секако добро знаат и знаат што прават. Сафет Бишевец, ти благодарам за твоето гостување ово утро. Тука не ќе завршуваме. Се надевам дека наскоро ќе се дружиме повторно. Почитувани слушатели, тоа беше нашата утринска доза љубов кон СДСМ.